Да, малата Бисера беше примена во нашата клиника на почетокот на април оваа година. После една медиумска, да кажам, притисок и кампања на Facebook, бевме и таму многу популарни да ја помогнеме, дека повеќе време лежи на клиника, практично откако е родена и дека се наоѓа во тешка и витално загрозена општа состојба, дека се бори со многу болнички инфекции, дека слабо напредува и едноставно дека и е потребна една повисока нега и грижа за незиното здравје. Кога ја примивме, Бисера беше со телесна тежина од околу 2900 грама, така да тоа е една тежина која што апсолутно не одговараше за незината возраст, беше подхранета, беше слаба, беше, можем да кажем, истоштена, со богат респираторен наод, со микробиолошки наоди кои што беа позитивни, зависно од кислород, со потреба од интензивна физикална терапија, со слабост на левата страна која што ја провлекува од раѓањето, така да имаше што многу доста да се работи. Бевме упорни, работевме со многу љубов и нега. На почетокот мајката не беше веднаш до Бисера, значи моравме да оставиме малку простор прво ние да ја помогнеме, да добива терапија и интравенски, и антибиотици, и респираторна терапија и сето она што е потребно за да закрепне организмот и имунитетот да го вратиме на едно ниво со кое што ќе може потоа да се бори и понатака. Кога бевме сигурни дека детето е безбедно, дека нема опасност од интрахоспитални инфекции, Бисера беше и во изолација еден подолг временски период кога беше примена првично од клиника и кога забележавме веќе напредок значителен во незиното растење и опоравување, ги споивме со мајката на нивна голема среќа, затоа што подолг временски период не се имаа видено и на наша. И тоа исто така беше еден убав момент кој што го овековечевме и со нашата камера. И после тоа сето тоа продолжи со истиот континуитет. Бисера растеше, напредуваше, сега сме стигнати до 4,300 грама во телесна тежина. Имаме уште еден долг пат пред нас и пред фамилијата да продолжи да се грижи за неа и да го вежбаат актот на јадење и голтање. Добија насоки како да се грижат дома во смисла на физикалната терапија, како да ја помагаат респираторно да биде заштитена во однос на инфекции во домашни услови. Така да се надеваме дека ќе ги гледаме на контроли, дека ќе напредува, дека ќе растат и ова е еден многу убав ден за нас. Малку ни е тажно на душата дека Бисера ќе се оди, се изнагушкавме и вечерва и од Сабајле. Меѓутоа, верувам дека они повеќе се вознемирени и возбудени дома, дека после толку многу време ќе си го земат детето дома. Бисера ќе доаѓа на редовни контроли кај нас, ние со мајката на дневна основа за почеток ќе бидеме во дослух. Ја воведовме целокупно во негата и грижата околу детето, така да ти дома се отприлика опремени за се она што ќе му треба на детето, меѓутоа доколку треба некоја специфична медикаментозна интрахоспитална терапија, во тој случај стоиме на располагање. Бисера е дете на кое што сега понатака ќе треба да се обрне особено внимание на физикалната терапија која што се спроведуваше и кај нас. Ќе треба да ги работат тие вежби и дома. Ќе треба да работат во некоја иднина и со логопед во однос на не само на зборувањето, туку и во однос на исхраната правилно околу детето, актот на голтање. Почнавме нешто тука, меѓутоа ќе треба да бидат многу упорни дома и да продолжат. За почеток и тука почнавме да воведуваме, првично детето беше на формула, сега почнавме помалку и општа храна. Ова е дете кое што допрва ќе ги вкуси сите вкусови, се надевам и на уста, така да има еден долг уште период и процес кој што ќе и треба максимална нега и грижа за да се опорави, меѓутоа верувам дека домашната нега и љубов не може ништо да ја замени и дека Бисера е спремна веќе да расте дома. Значи, како што знаете и претходно, како што објавивме, Бисера беше во многу тешка состојба во однос на незиното дишење, во однос на незината возраст и големина, тежина односно. Тоа се
трудевме се тука да надминиме, значи заедно цел тим на Жан Митрев клиник се трудеше да работи на неа. Мислам дека се очигледни резултатите што се постигнати со неа. Јас сум многу задоволна од третманот, од негата што и се пружени, како со љубов работат, многу и таа верувам дека е задоволна по тоа што цело време се смее со сите и нејзината насмевка кажува се. Кажете ми, што ја очекува Бисера дома? Дома ја очекува татко која нема видено 2 месеци веќе. Едва и чекаме да се споиме конечно. После 8 месеци дома е. И така многу сме возбудени. Дома имаме набавено некои може да се каже работи што и се баш потребни во однос на кислородот, во однос на аспирациите кои се потребни, така инхалации, таа терапија што треба да ја прима. Така да ќе се снајдеме, јас тука доста време поминав, доста време и со персоналот се обучивме, се снаоѓаме, така да и јас сум спремна, а верувам дека и Бисера е спремна. Кај е тато душа? Кај е тато? Си одиме? Си одиме дома? Порастата си. Да, е. Душа. Кој? Абе тато, абе душа. Абе тато. Душа, дома си одиме. Дома си одиме. Дома е да ми кажеш нещо. Не, много Уживе сакам да ти сам. кажем. Много. Дома. Душа.